Ви благодарам на прашањето. Претенички, навистина сум вчудоневиден од она кое што претходеше како воведен дел во рамки на прашањето, заради тоа што си запишував на едно ливче шо се немаше во ваше време, а шо се има сега. Списокот е доста долг и, бога ми, во 10 минути ќе имам време да го прочитам. Сега да почнеме вака. Кога ВМРО ДПМН ја превзеде власта, почитуваме претеничка, нажалост, вработените во јавното предпријатие Национални шуми немаа плата. И тоа неколку месеци немаа плата исплатена. И сега вие барате луѓето да се борат со пожарите, а плата не им давате. Неколку месеци уназад. Сега плата имаат. Редовно исплатено. Во ваше време, кога не во ваше време пред година дена беше тоа, тоа не беше далечната 1926-та, тоа беше пред година дена. Пред година дена, во 2024 година, кога ВМРО ја превзеде власта, јавното предпријатие Национални шуми го оставивте без капка гориво. Нема со шо да стигнат луѓе за да гасат пожари. Гориво нема. Гориво нема. Сега имаат гориво. Во ваше време, кога јас го превзедов Министерството за внатрешни работи, нажалост, сервисиран хеликоптер немаше. Сега има 2. И ќе ги сервисираме и тие кои што повеќе од 6 или 7 години со око ги немале видено овие претходни кои што го менаџираа Министерство. Со око не ги виделе. Не им текнало на памет дека имаат хеликоптери што треба да ги сервисираат. Хеликоптеров не е запражно возило па да оставиме функција за 2 дена. Треба и време, треба и средства, треба и стратегија, ама сето тоа го имаме. Во ваше време авиониве не функционира од Дирекција за заштита и спасување. И ги оставивте и без пилоти. Без пилоти ги оставивте. Ние што направивме? Ги сервисиравме, да, точно е, едниот од авионите ќе биде донесен за некоја недела, мислам, и тој и третиот ќе биде ставен во функција, и пилотите ги вративме на работа, и дополнително ги качивме платите на, како на пилотите, така и на луѓето кои што ги сервисираат. Има уште. Во ваше време, едно шумско возило немаше. Се гледам испаја на телевизија колку возила се набавиле у противпожарните служби ваму таму. Ниедно противпожарно возило за гасење на шумски пожар немаше во ваше време. Нажалост, ја нити се дичам со тоа, нити ми е мерак. Замислете во ваше време да го имало сето ова, па ние сега да сме почнеле барем од +1, сега кај ќе стигневме? За година дена, а не правиме обед за 4. Значи, ние од минус тргнавме, ама минус од дупка, поклопени со капак од озгоре. Сега, пак не обвинувате за тие возилава, стари биле, вакви биле, не знам какви биле. Возилата кои што ги сервисиравме, со помош на општествено одговорни компании, за кои што сме им крајно благодарен на сите од души. Особено на, јавно ќе кажам, на премиерот, за тоа што даде поддршка на целокупната идеја, и на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, со чија што помош успеавме и помош на општествено одговорни компании на сите до една од срце им благодарам, успеавме возила кои што вие сте ги фрлиле во буниште фрлени, повеќе од 12 години незапалени возила, да ги ставиме во функција. Едно такво возило кошта 1000 евра да биде купено. Сега, што направивме ние? Со помош на факултетот и со помош на експерти од областа, тие возила ги пренаменивме од борбени возила фрлени на буниште, ги пренаменивме, ги сервисиравме, ги ставивме во функција да се борат со пожарите. Што мислите, драга претенички, колку тони вода може да изфрли со едно полнење БТР-от, кој што беше на буниште фрлен, отпад? Од отпад ги извадивме тие возила. И ги сервисиравме, да. И ги ставивме во функција, да. Што мислите колку тони вода може да фрли еден БТР? 6 тони вода. 6 тони вода фрла еден БТР. Претходно фрлен на буниште. 15 такви ставивме во функција. Пинцгауерите.
повторно фрлени на бунище. Зошто? Никој не знае. Предпоставам дека заради тоа што никој не водел грижа предходно за тие возила. 18 такви ставивме во функција. 1,5 тон вода може да носи секој од тие пинцгауери. А пинцгауерот знаете кај може да се качи? На серта горе, на врвот. И оттаму да гаси. Да, лани немавме со што да одговориме на пожарите, пошто вие не донесовте на дередже да питачиме и да молиме. Ваа година, за разлика од лани, има со што да одговориме и одговараме. И морам да ви признаам, вака, колку и да Македонија е сиромашна држава во споредба со европските сили, колку и да Македонија е држава која што ги нема тие капацитети, покажавме дека со работење од петни жили, со труд, со мака, со посветеност, можеме да си помогнеме и можеме да се справиме со овие пожари. За разлика од претходно. За разлика од претходно. И покрај тоа што, компаративно гледано, ова лето со прошлото лето, од аспект на сувост на на вегетацијата, е 3 пати полошо. Значи 2025 летото е 3 пати полошо од летото 2024 од аспект на сувост на вегетација. Тоа го кажуваат експертите, не го кажуваме ние. Но одговоривме соодветно. Списокот уште го немам завршено, да продолжиме понатаму. Оваа година за навремено информирање активиравме и авион кој што е на располагање на Агенција за цивилно воздухопловство, кој што можел и до лани да лета секој ден и преглед да прави на територија на држава, но во ваше време почитуваната председателка која што беше на во претходниот состав председателка на управувачкиот комитет за кризен менеджмент, не и текнало да го активира тоа авионче. Не велам дека морало да и текне, ама добро ќе било да и текне. И сега се прави преглед секој утро и добиваме навремено информација каде на територија на Македонија имаме пожар и каде треба, како да одговориме соодветно. Уште има. Во ваше време, нажалост, фалеа пожарникари како што фалат и сега. Ама ние не преспавме 7 години, туку објавивме оглас за ангажирање на 400 пожарникари. И ќе имаме дополнително 400 пожарникари новие кои што ги имаме постоечки. Да, за разлика од претходно што немаа плати луѓе и немаа гориво и немаа возила, се ги имаат и плати, и гориво, и возила, и навремена информација од страна на воздухопловните професионалци од Агенција за цивилно воздухопловство и сето она кој што треба да го имаат. И да, имам огромна благодарност до една прилепска компанија која што донираше иновативна нанотехнологија, неупотребена досега во Македонија, која што на 2 пати била нудена и во ваше време, но, нажалост, не сте биле заинтересирани за да ги активирате луѓето и за да видите каков тип на експертиза нудат. Зошто? Пак не знам, ваша работа. Но ние ги исконтактиравме луѓето, ги ангажиравме луѓето, донира специфична нанотехнологија, иновативна во делот на гасење на пожари, која што сега ја адаптиравме на постечките возила, кои што ги адаптиравме, повторно да напоменам, и ќе биде употребена во делот на превенција и заштита од пожари. Факт е дека пожари има. Тоа е факт. Ние не бегаме од тоа. Сега, каде е разликата? Ние се бориме со пожарите. Од петни жили пожарникарите се на терен и гасат. А вие ставате слики од Шпанија како гори и пишувате одозгоре пожарите во Македонија ја уништија државата. И мислите дека народот нема да направи разлика од оние кои што си ја сакаат државата и даваат се од себе за нејзе, до оние кои што манипулираат на Фејсбук и ставаат слики од Шпанија. Да, факт е, Шпанија гори. Ама требаше да пишете Шпанија гори под сликата, а не Македонија. И сега кој е крив? Што Шпанија гори? Кој е крив? Гори Шпанија, гори Турција, гори Грција, горат многу земји на овие жештини пеколни кои што ги имаме. Гори Македонија. За разлика од вашето спиење и срамотење на македонскиот народ, ние даваме се од себе, душата ќе ја даваме за овој народ и за оваа држава. И народот го гледа тоа, да знаете.